Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Осветувањето за ова година ќе се извршува по населбите. Понеделник и другите денови през неделата се оди во Адамстеон, Адамстеон Хајт, Лемптон, Нью Лемптон, Бротмедо и Меривода. За наредните населби ќе најавиме во наредната програма. Ново важно соопштение од нашата управа овде во Ньюкастел. По повод големиот празник Великден се организира игранка во нашиот македонски културен центар и тоа во недела на 24 април. Ќе има најбогата музичка група од Сидне, Арија Бенд, со најпопуларната Весна Стаменковска и Боби Димитриевски на кларинет. Куњата ќе располага со квалитетни јадења, исто барот со разноврстни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Цената на влезот за ова вечер е $10 по лице. За деца до 17 години влезот е без пари. Време е да се собериме, повторно сите заедно и да се развеселиме како и порано. Сите сте добро дојдени. За карти за ова вечер може да се јавите кај мене Пеце Вртковски на 0411 673-073, кај Ленче Нечовска на 0410 634-310, кај Ристо Веловски на 0414 296910 и кај Лјупчо Кантаровски на 0412 315788 да си обезбедите маса со вашите блиски за ова вечер. Нашата игрорна група Стив Наумов, како што знаете, од порано се вратија со тренинзи секој петок
во 6 часот вечерта под раководство на нашиот редовен кореограф Добре Колевски во нашиот Македонски културен центар. Едно многу важно соопштение, ако некој сака грозје во големи количини да земи, одете во Джезмон Фрут Бан и порачајте колку што сакате. Пакети за Македонија, за празни пакети може да се јавите кај Стив Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стив во сабота на 9 и недела на 10 април. А сега да проследиме нешто за здравието. Виното и шампањот штитат од ковид, покажаа најновите истражувања. Според лекарите од болницата во Шенжен во Кина, консумирањето на шампањ, црвено и бело вино може да ја намали опасност од зараза со коронавирусот. Написот е објавен во списанието Frontiers in Nutrition. Истражувачите проучувале податоци од 473.000 луѓе, од кои 16.000 биле позитивни на COVID-19. Учесниците биле поделени во 3 групи. Оние кои не пијат, луѓе што порано пиеле и такви кои сега пијат алкохол. Заклучок одговори дека оние кои предпочитаат црвено вино се најзаштитени од вирусот COVID-2, пиењето повеќе од 5 чаши од овој пијалок неделно го намалува ризикот од зараза за 17%. За оние кои пијат 1 до 4 чаши бело вино или шампањ неделно, заштитата е 8%. А кога пијат повеќе од 5 чаши неделно, заштитата делотворност е речиси незабележлива. Оние кои пиеле пиво имале 28% поголема опасност да се заразат со коронавирусот, а количината на пиење не играла улога. Претходно, Сергеј Колесников, член на Руската академија на науки, објасни дека и водка може да штити од сојот Омикрон. Според него, вдишувањето на испарувањето од алкохол помага до одреден степен да се отстрани вирусот од дишниот систем. Сепак, тој потсети и на потребата да се почитува социјалната дистанца и на хигиената на рацете и носот. Кафето, алкохолот и месото се штетни за бубрезите. Бубрезите се витален дел од човечкото тело, бидејќи тие се одговорни за чистење на токсините во него. Затоа стручњаците препорачуваат да се избегнуваат 5 специфични намерници за да се одржи нормалната работа на бубрезите. Прво, премногу сол е штетно за срцето. Иако солта, за разлика од додадениот шеќер, е неопходна за здраво функционирање на организмот, бидејќи учествува во повеќе процеси. Прекумерното консумирање сол може да го оптовари срцето поради диуретичното дејство. Се препорачуваат умерен внес на сол. И црвеното месо треба да се јаде не повеќе од 2-3 пати неделно. Камењата во бубрезите се една од компликациите кои можат да настанат како резултат на претерување со црвено месо. Вештачката засладувачка како замена за шеќерот може да доведе до разни компликации, особено за бубрезите. Затоа, најдобро е целосно да се избегнуваат преработени сладки. Намалувањето на алкохол е добро за бубрезите и за црниот дроб. Тоа има бројни придобивки за човечкото тело. Кафето, иако е еден од најпопуларните напитоци во светот, има и своја темна страна. Кафеинот е отров, кој се филтрира преку бубрезите. Ако имате семења историја на бубрежни заболувања, исклучително е битно да избегнувате кафе. Луѓето со недостиг од витамин Д имаат посериозна COVID слика. Израелски научници дојдоа до сознание дека има значителни разлики во шансите за развој на сериозни последици од COVID-19, споредувајќи ги пациентите кои имале доволно витамин Д пред да се заразат, со оние кои имале недостиг од витаминот кога биле заразени. Научен труд, објавен во списанието Plus Ion, покажа дека половина од луѓето кои имале недостиг на витамин Д пред да се заразат со COVID-19, потоа развиле потежок облик на болеста.
во споредба со помалку од 10% од луѓето кои имале поголемо ниво на витаминот во крвта. Одамна е познато дека витаминот Д е од витално значење за здравјето на коските, но неговата улога во заштитата од коронавирусот досега беше помалку позната. Најновото истражување е првото што ги испитува нивото на витамин Д кај поединци пред да се зарадат со COVID. Истражувањето ефикасно и безбедно е мешањето на вакцини Pfizer и AstraZeneca. Шпанско истражување посочува дека ревакцинирањето на лицата со вакцина Pfizer, а кои веќе ја примиле првата доза на вакцината AstraZeneca, е крајно безбедно и ефикасно, наведуваат самите истражувачи. Истражувањето Комбивекс, предводено од Шпанскиот институт за јавно здравје Карлос III, открило дека имунолошкиот одговор кај луѓето кои примиле втора доза вакцина Pfizer е меѓу 30 до 40 пати поголем отколку кај луѓето кои ги примиле двете дози од вакцината AstraZeneca. Но меѓу 600 учесници во истражувањето регистрирани се и неколку сериозни несакани ефекти, изјавија авторите на студијата за британските медиуми. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Мерак песна на нашата мила и сакана керка Алиша и го честитаме 21-виот роден ден, да ни е здрава, жива и весела и уште многу вакви родендени да си дочека со незините најмили и најблиски. Се това го посакуваат од се срце таткото Андре, мајката Мелиса, сестрата Емели и братчето Брајсон Димовски. For
со песната Македонско девојче. Бабата Сана Димовска на мојата сакана прва внука Алиша Димовска и го честитаме 21-иот роден ден, да ни е здрава, жива и за свадби да ја честитаме. И уште многу роден ден да си слави со незините најблиски. Да ја слушниме убавата песна. Со песната Моме убаво. Тетката Марина со тетинот Љупчо и брачедите Джесинта и Николас и го честита 21-иот роден ден на саканата внука и братучеда Алиша Димовски, исто и посакува све најубаво во живото. Да слушниме убавата песна.
Božja mome majka ti, slezi dolu do porti. Tvoj talika mome ubava, za mene tak sana. Tvoj talika mome ubava, za mene tak sana. Mome ubavo, izlezi na porteno. Ušted naš da te pogledam, da umram i da ne žala. Mome ubavo, izlezi na porteno. Ušted naš da te pogledam, da umram i da ne žala. Mome ubavo, izlezi na porteno. Ušted naš da te pogledam, da umram i da ne žala. Da umram i da ne žala. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Љубице моја, љубице. Бабата Люба и нумкото и стрико Здраве со фамилијата испраќаат големи желби за повод 21-виот роден ден на нашата Лиша Димовска. Исто и посакуваме се најубаво во животот. Да ја слушниме најубавата песна Љубице моја, љубице. Koga te vido, kosa beše, mi se smeše. Umot mi štukna, srce prepukna. Umot mi štukna, srce prepukna. Ljubice moja, ljubice, posakav da si kraj mene. So tebe vek da vekuvam, arno i lošo da delam. Ljubice moja, ljubice,
čeka. Sudbo moja pocrna što nema, sve što imam sudbo ti mi zema. Zašto tolku daleku me prati, da li vrodna zemlja ke me vratiš? Da si vidam braća, sestri mili, majka, tatko, da li mi se živi? Daleku vod tugina, život od mi teče, a za zemlja rodena, srce vo me peče. Tugi divi vetrovi, duša vajakina, pusti da se godini, tugina što mina. Daleko od majka zemlja stara, ne se odi sreća, ne se bara. Nema tamo sonce da te gre, nema komu pesna da se pe. Seke dadeš maka da si skratiš, samo doma srećen da se vratiš. Daleko vod tugina, život od mi teče, a za zemlja rodena, srce vo me peče. Tugi divi vetrovi, duša vajakina, pusti da se godini, tugina što mina. Pusti da se godini, tugina što mina.
njega judi izrodi, tebe da te prodadat. Dosta je moj narode, uštelike molči me, ako pak im prosti me, od našlog je ostane. Dosta je moj narode, uštelike molči me, ako pak im prosti me, od našlog je ostane. Ej, nikogaš nema da je severna, jedna zemlja imam jas, mila Makedonija. Ej, nikogaš nema da ne smenite, jedni sme za sekogaš, nije Makedoncite. Ej, nikogaš nema da je severna, jedna zemlja imam jas, mila Makedonija. Ej, nikogaš nema da ne smenite, jedni sme za sekogaš, nije Makedoncite. Jedni sme za sekogaš, nije Makedoncite. Da li gledaš libe, ah, da li gledaš, da li gledaš libe, koliko te sakam. Da li gledaš libe, koliko te sakam, da te vidam libe, po cel den čekam. Ako me sakaš ludo, ako me sakaš, što ne dojdeš ludo ti dokaj mene, što ne dojdeš ludo ti dokaj mene, da me varaš ludo za da me zemeš. Да ги повториме уште еднаш соопштенијата од Њукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Осветувањето ќе се извршува по населбите овде во Њукастел. Понеделник и през неделата денојте се оди во Адамстеон, Адамстеон Хајтс, Лемптон, Њу Лемптон, Бротмедо и Меривода. По повод големиот празник Великден се организира игранка во нашиот македонски културен центар и тоа во недела на 24 април. Ќе има убава музичка група од Сидне со најпопуларната Весна Стаменковска и кларинет Боби Димитриевски. Ќе има квалитетни јадења од куњата и стобарот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Цената на ова вечер ќе биде само $10 по лице. За деца до 17 години влезот е бесплатен. Време е да се собериме повторно сите заедно и да се развеселиме како и порано. Сите сте добро дојдени.
За карти за ова вечер може да се јавите кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, кај Ленче Нечовска на 0410 634 310, кај Ристо Веловски на 0414 296910 и кај Љупчо Кантаровски на 0412 315788 и да си обезбедите маса со вашите блиски за ова вечер. Нашата игрорна група Стив Наумов се вратија со тренинзи секој петок во нашиот Македонски културен центар под раководство на нашиот редовен и долго време кореограф Добре Колевски. Исто така едно важно соопштение, ако некој сака грозје во големи количини да земи, одете во Джезмон Фрут Бан и порачајте колку сакате. Пакети за Македонија. За празни пакети можете да се земите од Стив Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стив во сабота на 9 и недела на 10 април. Да проследиме нешто и за здравието. Кафето како лек против некои посериозни болести. Кафето ја поттикнува активноста на одредени човечки органи како срцето, мозокот, нервите, бубрезите и мускулите. Повеќето од луѓето кои редовно пијат кафе консумираат од 1 до 2 шолји на ден. Експертите велат дека разумното пиење кафе 2 до 3 шолји дневно не може да им наштети на здравите луѓе, туку напротив може да го подобри нивното здравје. Ова не се однесува на оние кои дневно внесуваат прекумерни количини кафеин. Еве неколку резултати добиени од поголемиот број британски експерти, истражувања поврзани со улогата на кафето врз некои видови болести. Кафето како лек против некои посериозни болести. Прво, зачудувачки е фактот дека комбинацијата од алкохол и кафе во суштина штити од заболување од цироза на црниот дроб. Секако, најефикасната заштита од ова болест е воопшто да не се пие алкохол, но според резултатите од спроведеното британско истражување, оние кои пиеле помалку од 1 шолја кафе дневно го намалиле ризикот за заболување од цироза за 30%. Оние кои пиеле од 1 до 3 шолји дневно за 40%, а оние кои пиеле 4 или повеќе шолји до 80%. Кафеинот го намалува ризикот од заболување на рак на кожа. Исто така, млеката за тело, кои содржат екстрактни од зелен, чај и кафеин го имаат ова заштитно дејство во вашата кожа. Консумирањето 1 до 2 шолји чисто кафе на дневна база го подобрува вашето расположение и целокупно здравје. Ова карактеристика е објаснета со фактот едноставно витамински здрав напиток кој ќе го поправи секој ден. И на крајот, почитувани слушатели, тоа беше крај на вечерашната македонска програма. И на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.